Десетина речиси подивеени куќиња за станарите од улицата Страшо Пинџур во централното градско подрачје на Штип се голем проблем. Завчера таму млад човек беше жестоко и до крв нападнат од истите куќиња, за што сведочи и снимката. Трагите од крв на местото на нападот се уште може да се видат и тие сведочат за жестоката нарав на животните. Овој случај е последниот, но не и единствен, зашто сведочат жители на оваа улица. Преска не можеме да идеме ѓубре да фрлиме, никаде не можеме да излеземе. Има и еден човек исто вај зорат на трети спрат, вика леле еден човек војде на работа, вика зама вика уапаго, вика и бега човек. Еден има тука со брада еден висок крупен, со стап човеко испратиси од дето, со стап куќиња да гонеме во село ли шоле. Големиот ризик и стравот од таму собраните куќиња, станарите ги принуди тие на работа или децата до училиште да ги испраќаат со стапови. Децата тргнаа на школа и гледаме и да стапли како овци ли да гона. Тоа е без веза. Такси возачи сведочат дека одовде примаат специјални нарачки и бараат автомобилите тие да ги паркираат исклучиво до самите влезови на куќите или зградите за да ги избегнат кучешките заседи. Она што граѓаните дополнително ги загрижува е фактот што овие куќиња, за разлика од други, досега овде се веќе одомакинети. Савале обично тука околу контејнерите се собират. Тука имаше 7-8 и тоа големи куќиња кои што нема регистрирано дека се збринети или вакцинирани од ветеринарска. Проблемот со куќињата скитници кои во Штип ескалира токму на ова место е на пат да се реши, тврдат, но и ја смируваат тензијата од локалната самоуправа. Општина Штип, како што објавивме и пред некој ден, веќе ги заврши, ги потпише договорите со фирмата ветеринарната компанија од Штип, која што е задолжена да работи на решавање на проблемот со куќињата скитници. Ние го дадовме стационарот во употреба, го ставивме, ја добивме дозволата и го предадовме на таа компанија веќе да работи и да ги пренесува куќињата таму, да ги третира и потоа по законите во Република Македонија дел ќе се враќаат, дел ќе остануваат таму. Мораме и да ги заштитиме граѓаните, така што по закон ќе постапуваме да го решаваме овој проблем. Она што посебно загрижува во случајот е што има индиции дека овие, но и други куќиња кои се забележани, всушност и не се напуштени или избегани од семејства во Штип. Штип досега никогаш немал толку голем број на куќиња, што упатува на тоа дека станува збор за така наречени куќиња емигранти.